Еве сме повторно назад. Мал апдейт за птицата, значи птицата се разлета тука, среќа беше врзана, цела телевизија дојде да се изнаслика, да ја изнавиди, значи птицата е атракција дефинитивно. Бувот, трајче, секој ја чести за време на рекламите, нели секако позборавме малку повеќе информации кои што се навистина многу интересни да се знаат за јавноста. Трајче, ќе може ли да ни кажеш дали има разлика за еве бувот ако живее во природа, ако живее кај човек и онако што ми го кажеш што ќе се случи ако му се скрши пердув на бувот? Да. Има разлика, тоа е многу интересно прашање, ти благодарам за прашањето. Ретко поставувано на жалост. Разликата е во тоа што кај соколар, например, не само був, една птица грабливка живее дупло повеќе. Значи, еве, нејзиниот век во природа е 15, 17, 18 години. Ако е се како што треба. Ама често пати не е се како што треба, заради тоа што и не јадат секој ден, например. И знае и при лов да ја скршат пердув. Ако ја скрши пердув, тогаш значи дека 30% понеуспешно ќе биде во ловот. Како пердув делува на тоа? Епа делува брзината. Ова е доста интересно. Брзината делува. Ама еден пердув трајче. Многу значи, многу. На нези и значи како на нас например прстите. Јас ништо не знам. Како на нас прстите, например, еден ако ни фали, што правиме? Можеш да фатиш чаша, ама не е тоа. Која споредба е, ама одлична споредба. Да. Така да плюс во природа не јаде секој ден. Нема да фати плен секој ден. Може да јаде 2 пати, недавно 3 пати, например. 3 пати е веќе многу. Добро ќе биде ако е 3 пати. Кај нас јаде секој ден. На аутофагија е. Ја храниш значи 2 пати дневно како што Сега да, во оваа возраст 2 пати дневно. Како што ќе старее, така ќе биде еднашка дневна, ама ќе биде оброкот исти. Може ли уште повеќе да расте, спомна, затоа што нели 4 месеци ќе порасне уште повеќе? Скоро дупло ќе порасне, да. Да. Колку и да звучи неверојатно, така е. Незината килажа, например, сега е 2,5 кила има. Ама треба да достигне до 4 кила. Јас се сомневам, мислам дека ќе тери до 5, она. Заради тоа што сега на оваа возраст 3 месеци има 2,5, буфовите растат до 4 години, така да. Што може лисици да лови? И зајаци. И се. Да. Не напаѓа луѓе тречав, како страчкива, како... И зашто се врти на страна, вака може да стои надоле со главата? Тоа ми било секогаш фасцинантно и на телевизија која ќе сум видела и на цртаните, нели бувот? Да, како видеа. Се држи за гранките, да, и надоле. Па буфот обично главата знае да ја сврти 260 степени. Боже. Така да ја врти, тоа и е како предност, не мора да го врти целото тело како другите птици. Телото е како што може да се види например во една иста положба, главата ја врти за да види што има од позади, дали нешто. Ама нешто на кај мене гледа цело време. Јас не видов да се сврти на кај бисера, да речеме. Осеќа дека се плашам јас. Да. Не, сега ќе се сврти и на кај бисере. Не сакам да видам главата назад како. Па нема до толку. Не сврти. Може, ама во моментов нема таква желба. Морам да напоменам дека еве сега на пример смирена. Сега е смирена, не се плаши, не се плаши, добре, си се навикна. Само од мене се уплаши. Па не си многу ти луѓе страшна идоа да нешто. се сликаат со нејзи, малца... Ја фати трема плюс е прв пат на телевизија, Луна. Ти беше повисока од нејзе заради тоа. Црвени Како ногти, што речем, црвени месо ногти или ги пали тоа, ги пали. Буквално ги пали нив, мислат дека е месо. Ау! Ама не се секирете, еве и ова треба да го напоменам, тоа не е баш за буфот. Заради тоа што буфот е во глобала многу, мислам, како што спомнав, него го викаат мудрец. Он пред да направи било што размислува 2-3 пати, така да јастреб да беше за ноктите, да, ама буфот, он е сега моментално и беше исплашена, сега тек се навикнува, така да. Како беше буба, така женска? Буба, да. Буба. Добро. Ива, сакам да ја прашам, Ива, кажи ми од каде идејата, цело време со бубата, ама навистина многу интересни работи се случуваат тука. Би Не сакала секојдневно, Па не секојдневно е. Сакам да те прашам од каде дојде до идејата веќе да почнеш да готвиш за деливери и да си направиш една своја вака куња? Па јас почнав со тоа што од сам старт кога направив онлайн исхрана и првата клиентка, не знам, сега ќе ја спомнам на емисија,
Не ми текнува името, сакав да ја спомнам, не ми текнува, не е Добро. битно. Ми кажа, ми вика, бе Ива, вика, супер, вика, јас на 2 работни места работам, вика, не можам, вика, ова да го изведам. Ми вика, стварно едноставни се рецептиве, да се гледа, вика, се супер, ама јас ова не можам. И така некако јас се размислив како, што како. Со мајка ми почнав, значи, да спремам оброци и од тогаш и татко ми ќе го спомнам, он ми направи кујна, рече Ива, еве, затоа што виде дека премногу, значи, ми исполнува тоа и стварно повеќето клиенти, јас имам и онлайн, мислам да не се разбираме погрешно, имам и онлайн исхрани, ама повеќето секогаш се со деливери, бидејќи како што напоменав, луѓето стварно немаат во денешно време, во денешно Па немаат време да готват, да. И стварно и многу им е олеснително, баш една клиентка Ивана се викаше првата клиентка, сега се сетив. Поздрав до Ивана. И навистина една клиентка ми кажа дека многу ми е олеснително, вика, да се исхранувам, вика, со сите макронутриенти, протеини, јаглехидрати, масти, вика, во текот на денот имам толку разноврсни оброци, вика, што навистина приметила дека не може веќе и да живее без ваков начин на живот и многу лесно и заштедува и време и ета еднашка во месецот само треба да се пријавиш и да кажеш, нели, дали имаш алергија на храна, која ти е целта, нели, не мора се убаво и крвна слика, ама не мора и крвна слика. И веќе кога ќе се пријават на веб страната на ivakrasiva.com.mk, тогаш си знаат дека цел месец им стигаат оброци, им стигаат се на адреси, така функционира. Так, а дали правиш оброци за деца? Бидејќи некако фокус ставивме на возрастните. Па не. И што треба децата да јадат? Во овој летен период. Моментално не спремам оброци за деца, ама имам онлайн исхрани за деца, каде што мајките сакаат, нели, да им помогнат на децава што имаат малце повеќе вишок килограми. Некако така мислам дека мајките повеќе сакаат да обрнат внимание, бидејќи децава, нели, кога се помали, не знаат самите да изразат желба. И имаме исто многу резултати со уште едно детенце, знам што Горијан, така се викаше, што е ослабна 30 килограми. Беше така... Со твојата исхрана? Да, со мојата Браво. исхрана. Значи си го направила одлично мени. Да, одлично, да. Браво. А Ива, сакав да те прашам како тоа се претплатуваат кај тебе, мислам те контактираат на социјалните медиуми, како иде целата таа процедура? Еве некој можеби сака да... Да, јас имам веб страна, таму може да се разгледаат, значи, сите онлайн програми и деливери, може таму да се разгледаат, има, значи, и ценовник, има и објаснување детално за секоја исхрана посебно. Јас имам исто така и детокс исхрана, имам на веб страната доста, може и мене да ми пишат во порака доколку нешто не им е јасно, чисто, да, јас ќе им објаснам. Така функционираме, повеќето се делат на деливери и на онлайн исхрани, така имам клиенти, како што кажав, по 3-4 години што се не исхранава и едноставно кога ќе почнеш со здрав живот, нема враќање назад, така. мислам дека не треба да се вратиш на старо и не треба да дозволиш да, нели, да веќе кога толку многу труд ќе вложиш, мислам дека не вреди после да се враќаш на старо. Така што и луѓе, мислам, среќна сум, многу е крената така свеста за здрав животен стил, за здрава исхрана и тоа многу ме прави мене среќна. И кога ќе видиш не само како изгледаш, туку и како се чувствуваш и после се викаш која е поентата сега да го фрлам тоа у воздух. Така. И да се вратам да јадам нешто кое што не ми правило да се чувствувам добро. Да, Елена, и ти сега веќе последниве месеци, може и година, премногу пазиш, знам, како што напоменав, те пратиме, значи се. И така Мајка ти да ми ја поздравиш мајка ми е птен, да, она, фала ти. И така што и ти веќе знаеш како е лесно, полетно чувството, нема нешто што може да ти замени. Мислам, јас така викам за еден junk meal не вреди да дозволиш се да расипеш, значи за ето цела недела си пазил и сега, значи, да уплескаш ептен во надолна линија. Знаеш, понекогаш е и окей, нели? Понекогаш вреди, како што спомнавме, нели, еден ден во неделата, ама да биде еден оброк, а не да биде цел ден да се претера и после од утре пак, знаеш, на диетата да се вратам. Не. Малце да мора баланс, мора да се знае, значи
Некако и ние мислам дека што пазиме веќе, што ни е како животен стил. Јас, на пример, кога ќе нарачаат тебе друштво, негде сме, мене тоа не ми е тешко кога го гледам или леле како не јадеш, некој ќе ме праша пици, бургери. Јас сум во другото студио. Во ред. Се извинувам, јас Кога вистина сме имам друштво страх од ова. собрани, тоа сакав да кажам, дека веќе кога ќе се навикнеш на тоа, може и дури тешко да ти дојде од таква храна. Да, ма веќе ти се научена на друг Немаш начин на потреба храна и едноставно, не се ни допаѓа. Вкусот, да се Добро, разбереме, окей. вкусот е многу по-интензивен и значи какви се сосови ставаат, нели, во junk food. Ама дефинитивно, мислам, навиката е таа. Еве и Елена како што спомна, self-respect која имаш, значи малце само почит која имаш спрема себе, не треба да си дозволиш, нели, да до толку да се опуштиш. Така, оние што велат па сакаме здрава храна да ядеме, ама скапо ни. Не можеме да се дозволиме за 200 денари. Мислам дека тоа е 300 секо лично мислење, има и скапо, да не кажеме нешто што се промовира како премногу здрава храна, да понекогаш и за нешто држи цена. Меѓутоа и не би се согласила 100% и би сакала и Ива да ја слушнам затоа што еве и јајцата се здрави, само зависи на начинот на кој што ќе ги направиш, дали во зејтин ќе ги спржиш во на пола кило зејтин, дали ќе ги свариш, значи не е баш дека е скапо. Начинот на подготовка е стварно, значи може и најбитен во целава ситуација, бидејќи кај мене кога ќе почнат на исхрана викаат леле намирнициве, знаеш, па сето ова ми е познато, мене не измислувам топла вода во наводници, не јадеме само амарант, просо, хејда, него јадеме стварно, мислам, нормална храна, направена на вистински начин. А инаку, околу намирниците, мислам, се што има на пазарите, се што е сезонски, тоа е се на вистина достапно. Само ете, начинот на подготовка. Не можеш ти да земеш летна маџа да направиш во кило масло. Не можеш тоа да го правиш, тоа не е здраво. А дека ќе купиш, нели, пиперки и патлиџан за 150 денари, на вистина, мислам, секој може да си дозволи. Како? Мислам дека поскапо е да отидеш бургер да јадеш, него здраво нешто да си направиш. Па дефинитивно и надвор да јадеш е многу поскапо него дома да си направиш. Е сега на правилниот начин. Маслото мора да се пази со маслото, колку се става путери. Да. Јас кога сватив колку калории има во една обична лажица зејтин што ставаме масло, јас бев у паника. Со што го заменуваате маслото? Има спреј, јас cooking спреј. Добро. 2 калории, секое Со праснување, вкусна 2 калории со вкусна путер. Најдоброто нешто. Дали е здраво тоа, например? Па дефинитивно Поздраво од зејтин. од да ставиш пола има кило кај нас? зејтин. Во маркетите? Да. Да, дефинитивно и мислам дека не само на тоа, туку едноставно на целокупната подготовка премногу веќе користат и запршки, ама гледам дека веќе се покрива и свеста и за тоа. Пример, мајка ми долги години веќе не готви со запршка, така што се надевам дека веќе тоа ќе се исклучи во целост и малце ќе го подобрат начинот на подготовка луѓето, бидејќи не е до намирниците и не е далеко од скапо, мислам. Сите ние може да си приуштиме здрава храна. Дефинитивно, да. Луна, кажи ми, ти веќе извади една песна, сега ќе си одиш последователно, ќе си вадиш песна по песна или сакаш спотови за сите одеднаш да направиш како Јас сакав спотови. како Бионсе? Би направила да можам, ама реално е неизводлива. Треба многу и време и пари и се за да се направи еден спот, така што ќе почекаат и Кој ти ги смислува идеите за спот? Дали тоа го препушташ на професионалниот тим или сепак ти имаш се некој удел во договараме тоа? сите заедно. Некои идеи доаѓаат од продуцентот, од Лазар Цветковски, некој од дечкото што ми ги прави спотовите, од Стефан Steady Flow. Нешто е моја и така. Некоја фузија на сите идеи. Така, и ама сега спот по спот ќе си вадиш. Спот по спот, да. Браво, како се задоволна од првиот спот кој што го извади пред Презадоволна колку време помина? Недела? Не знам, недела дена, јас усеќам ко месец дена да искоча на песна, некако така многу работи ми случуваат. Презадоволна сум, мислам дека никогаш во живот не сум имала вакви реакции на песна. Дали им беше неочекувано нешто скроз различно од мене.
Може би затоа што те немало долго време, да речеме Да. 3 години пауза и се одеднаш Да, албум вадиш 15 нешто интересно, песни, да. плюс цел И албум. нешто што не личало на мене, зашто реално сум сменила доста у стилот Си на музика. пораснала. Да. Си пораснала, како вика, 3 години пак пауза не е малку и се години. појавуваш во ново руво. Да. Да. А кој правец сакаш да го тераш или сакаш да си експериментираш? Затоа што кажа дека си веќе во експерименталните води, дека целиот албум, освен рок песна, имаш се. Да. Во што најмногу се чувствуваш своја? Мислам дека сакам да продолжам да експериментирам, зашто во одреден момент се пронаоѓам во, не знам, се осеќам... Кога нештото се случува. Да, се осеќам некако и сега ми се прави балада, ми се пишува и тоа сакам да го правам, некогаш сакам некоја побрза песна и зависи од емоцијата на моментот, така да не би се ограничувала кој жанар и тоа. Така, супер. Што ми дојде моментот. Морам да те прашам, Еве, сега затоа што си не музичар во емисија, твое мислење за она кое што се дискутира за песна за Евровизија. Македонија нели конечно ќе ја представува, ќе имаме представник, иако уште не се знае. Каков е твојот став? Дали можеби ти се гледаш еден ден за Евровизија или можеби сакаш да се држиш на страна, да кажеме, од овие избори, да си го тераш твојот правец? И генерално, зошто, например, Еве, до сега не сме имале некој, освен Тамара, да се тргнеме на страна нели од тоа, не сме имале некој познат, поголем пласман на Евровизија. Каде ни е проблемот, еве вака од музичка гледна точка? И дали имаме проблем? Освен финансии. Мислам дека тоа е главниот проблем. Финансиите, а јас на Евровизија не би дала, зашто мислам дека аутотюн нема таму. Не сум Да сум искрена, сега тоа е. Да. Добро, супер. Имаме некои фотографии кои што сакаме да ги покажеме. Ива, само твоите фотографии ни каснат, тоа е некоја вина во технологијата или моја вина, ај ќе се препишам на мене, меѓутоа ќе мислам дека ќе ги добиеме и твоите фотографии. Јас би сакала режијата да ја замолам од Трајче фотографиите, затоа што ги има многу, па да ги искоментираме. Ја имаме птицата, имаме некои други птици, мислам дека уствари да и оваа ја имаме и бувчето. Меѓутоа имаме и нешто друго, па ете еден краток коментар од Трајче за секоја фотографија повеќе. Ова е Хари, трече. Да, ова е Хари, ова е мојот американски пустински јастреб што беше сега веќе угина. Да. Што се случи? Неприодна смрт. Го снимавме него, да. Ми го отруја. И зарем и тоа има? Да, без никаква причина. Се извинувам. Ако ти е Без емотивно никаква да причина. смениме нешто, Не, ворете. Ова ми е една од најомилените фотосесии. Анте Јосифовски ја фотографираш ова фотографија, мислам дека излезе добро. Еве за спомен. Да. Леле, не ми се верува, така слушам, например, и за кучиња, за мачиња, нели, сега и за птица. Ау, се вознемирувам Ова кога е ќе можам слушам да ви го нешто. спомнам ексклузивно. Значи, птицата, иако отруена, ме чекаше да дојдам дома, ми умре на раце. Утре дента да си дојав дома, ќе ме чекаше до утре дента, толку бевме врзани со таа птица. Што збори? Да. Немаше спас некој ветеринар кој што би помогнал? За 10 секунди откако ја дојдов, кога ја фатив во раце и го испушти последно с дефи, толку беше. Ау. Зашто го прават Значи, тоа? пак има љубов со тие Како не? Не знам зашто го прават тоа едноставно. Не знам. Знаеш ли кој е отру? Знам кој е. Добро, не го кажувај сега, ама да го пријавили? Тоа е. Немаш Кај ќе го немаш што да пријавиш? направиш, немаш. Немаш. Ја не можам да сватам како луѓето имаат такава против животно Се распрашал ли нешто. во тие ситуации кога ќе се отруе милениче животно, каде се пријавува? Кај кого се Па во пријавува? полиција се пријавува, ама треба да имаш конкретен доказ, јас немам. Тоа е тоа. Ама Немам никаква знаеш, снимка. мислам, кој Знам ликот кој е, сигурно да. си имате некоја историја, нешто претходно па... Немаме никаква историја. Работата е тоа што жената мислела дека јас сум и го отру куќето. А без ни да нема никаков доказ, ни да знае ништо, јас сум милион животни дома, со папагали, со ари, со буфови, имам спасено милион животни, не па јас да трујам животно, тоа е целата работа. Добро, одиме следна, навистина, се потресов ова, многу тажно ми доаѓа секој пат кога слушам како луѓето се однесуваат спрема животните. Да. Одиме следно. Ова е една прекрасна фотографија, Хари прави и фотосесии со модели, така да ево една од тие фотографии, мислам дека во Охрид ова
Дали е ова не истата ставаш. птица, извини, или не? Да, истата Истата е? птица, да. Јастребо, да. Добро, барем си имаш убави фотографии за спомен Многу со имамо чувани. со него да ги мисли. Ова е ќерка ми со папагаот со арата. Тука сме во Стопански двор и ја летаме. И она, морам еве да спомнам дека имаше страв од птици. Но еве, успеав некако да го пребродам тој страв. Арата ја зема. Тука прв пат. Од каде ја донесе арата кај нас? Од Бугарија. Да? Исто така со сите потребни документи, тоа сакам да напоменам. Кога веќе купуваме такви птици, што се навистина скапи, Да. препорачувам тоа да е со сите потребни документи. Нема зашто да не биде. И, например, сега да сакаш да патуваш во друга земја со птицата, мора документација, така? За птицата Може, како да. за куче, луѓе што патуваат со куче во авион или не знам каде. Значи, може и тоа да се прави Тоа со се вика CITES, еве она е од Словенија. Така да помина 4 граници без никаков проблем. Како реагираат луѓе по граници вака кога ќе те видат со птица, со був? Па не секојдневно е, нормално, Да. како што спомнавме дека е не секојдневно, не им Се доаѓа сликаат. секој ден. Сигурно. Или затвараат шалтерот, дечко, цепај. Ако сум Јо. јас, например, ја тоа би го направила. И ова е Охрид исто така. Охрид, Канел исто така мислам дека е тука, да. Исто со Хари. Ај, Хари, не пребол, сега ќе го мислам Хари. Да. Ова е, мислам дека Гевгелија, Кожу планина, ако не се лажам, исто со Хари. Позираме тука и го фатил моментот. Фотографот. Да, леле преубави фотографии. Да, имаме ли уште? Ова е една од тука мислам дека сум поканет на роден ден во Скопска Црна Гора, ако не се лажам, со папагаот тоа е со арата и со другиот папагал кој не знам дали се гледа на сликата или не е баш тогаш до мене. Така да одиме и на роденини кога ќе не повикаат. Ако, браво, убаво. И мислам дека има уште... И еве Буба. Буба во својата волјера. Да, Сака да ова е се наставакот. Да. Еве ги, во живо и на слика. Каде Сега сме? се свртела, се со грб. Каде нешто. е поубава? Да. Добро. Ова е книгата што моментално ја пишам за соколарство. Ајде за тоа малце да Македонски прирачник за соколарство, мораше да се направи нешто вакво, заради тоа што правам курс моментално за соколарство. Од 15 месецов ќе започне и морав и книга да почнам да пишам. Има ли луѓе кои што се заинтересирани за соколарството? Да, треба да спомнам дека стварно има заинтересираност и токму затоа и го правам овој курс. Не дека јас нешто ми текнало, него имаше потреба. Многу луѓе низ годините, 14 години како што сум соколар, ме контактираат. Ајде, кога сакаме. И јас едно време се двоумев дали во Македонија вреди да се направи такво нешто, Да. заради тоа што мала држава сме. Дали има заинтересираност, ама кога се покажа дека стварно вреди, дека има заинтересираност и затоа решив да го направам овој курс кој можам да спомнам дека е многу лабав од типот на временски. Треба да трае 3 месеци и буквално се договараме со секој поединец Кој за кога може. време, да. Супер. Па добро, тоа е олеснително, ти посакувам многу луѓе на курсот или некој еве од нашите гледачи ако е заинтересиран за сето тоа. Контактирајте го Трајче или ние ќе ви дадеме контакт за да можете да научите, нели, затоа што верувам дека има и љубители на птици кои што сакаат да се знаат. Ти си полнцо, ти си ми енциклопедија за птици сега. Така, тоа и сакав да спомнам дека не мора секој да стане соколар или да се занимава со соколарство. Така. За мене доволно е доколку успеам тој човек да го натерам да ја сака природата и животните. И птиците. И птиците сега. Леле, јас сум за И таму, птиците. значи кај тебе. Се сакам, ама птиците, јас сум за курсот. Епа, ќе учиме и како да ги препознаеш сите карактеристики на птицата, кога е сплашена, кога што мисли, кога што Кој ќе прави, те така нападне. натака. Леле. Кога се спрема за напад, да. Ме гледаш нареден пат, ја отварам Бисерче утринска емисија со бувот на рака. Тоа никош нема се случи,
But окей. Никогаш не вели никош. Никош не вели никош. никош. Да. Ивче, од тебе имаме слики две, извини, само значи еве две успеав некако да извадам, ве молам од Ива, знам дека не знам што се случило тука, меѓутоа и генерално имаме рецепти, ти ми прати рецепти. Чисто нешто кое што го немаме тука, ама гледачите еве да имат визуелно што правиш и сето тоа да се знае дека е здраво, така? Да, јас на Инстаграм сакам да снимам видеа, рил видеа и бидејќи имам голема побарувачка од вака од луѓето, зашо не снимиш ова, зашо не тоа, и еве овдека имам цимет, здрави цимет ролнички, што ги смислив и многу убаво испадна. А со што се? Па баш се прават како цимет ролнички, само од овесно брашно. И внатре нели се става еритритол, цимет, кокосово масло се премачкува и се печат, се сецкаат и се Прекрасна печат. фотографија, Да. морам да, да ти добро искам. Леле, јас и Луна ќе дојдеме на кафе, да има дома. Цветете на благо, да. Без шекер. Да. И јас Сега сме доаѓам. на стомен. И Со трајче. буба. Не, за Елена кажувам дека она знам дека е птен пази и кажувам и напоменувам со еритритол. Значи, многу ми е важно и калорија колку има. Значи, во И една од може и на едно стои ливче колку. вака калории колку има да ти Јас само тоа те прашам, она ми праќа, мене викам, освети ми ниту, викам, дај калориите. Е, овие се Reese's peanut butter, такви како што се вистинските, знаеш, Reese's, што се америчките благи? Не ги знам. Е, ти. па тие се со путер од кикирики и такви правев бомбици, многу се добри. Испадна идентично, се добро здрава верзија со темно чоколадо, ама стварно предобро испадна. Да, И овие ги снимавме исто за можете да видите на Ива красива диет план на Инстаграм. Тоа сакав да кажам, Сегде затоа имат што имаме рецепти. две фотографии само, меѓутоа, сите што сте заинтересирани, еве, можеби некој сака и дома да си го направи тоа. Дефинитивно. Ива има цели рецепти на Инстаграм, подготовка, состојки, значи буквално себе е објаснато, мислам вистинско уживање да ја заследите на социјалните мрежи. Ива красива диет план. Имате и макронутриенти, подготовка, состојки, се што треба, така што ако сакате и пратете ми слика. Ако Да. спремите некој рецепт, Да обавезно споделиш. слика. Да. Да, супер. Навистина ми е многу драго ова што го правиш и само продолжи така и верувам дека свесноста ќе се шири, нели, мора да постојат и луѓе кои што ќе зборуваат цело време за тоа и ќе делуваат. Исто и од Луна имаме неколку фотографии, мислам дека се фотографии од последниот видеозапис, така Луна? Да, овие се од првиот сингл на албумот Атлас, од Ритуали. Вау. Благодариме. Прекрасно. Не, Луна е експерименталец невиден, тоа многу ми се допаѓа кај неа. Да. Не, за спотов, ми се има случајно, буквално на секое снимање на спот до сега да ми заврне. Па тоа Добар да врне, знак. така? Како? Иначе тука позади што е нешто изгледа како да врне или не? Да, дожд е. И вистински сега, да, добро сега си јако. кажав, нема да ми врне, сега јас си го носам дождот и така браво. одлучив со дождот. Добро, одиме следна, сите се од фотографии и од видеозаписи. Ајде следна режија, да видиме што има. Вака ја ставивме за форшман. Да, ова е сликичка. Да. Преубаво. Благодариме. Ова е за умот. И ова е со дождот. Ти ли го Не, донесе или омотот е вистинскиот? Ова е ти дождот што го донесе или вистинскиот Да, да. дожд? Ова е со црево. Што не ми пратиш ваква слика да видиме цревото кој го држи бе човек? Немам слика, иначе ќе ти пратам. Ова ти е ова ти се номерите ова е на траклистот. Да, зошто Атлас? Атлас е од грчка митологија, од митот за Атлас, што го има казнето Зевс да го држи цел небесен свод на рамене. Месечината е зашто нели луна значи месечина и некако цел албум е за борбата со сама себе, со својата глава, со своите мисли. Значи албум за секој од нас. Сите го Па имаме да, тоа. мислам дека сите. Јас мислам. Да. Кој нема борба со својата глава, нека крене рака од дека. Видиш што убаво. Да, ова е умотот. Значи не е оној атлас географски отвараш, кај е Америка. Не е тоа, не. Добро, супер, кој ти ги правеше сликите? Сликите ми ги правеше Горан Поповски, Белград. Предобро. И ова е без дождот. Да, уште ова цревото е не го затише опали. пред бура. Тој што го држи цревото уште не е дошол на сет. Да. Добро, мислам дека се толку режија, така?
Да, добро, ви благодарам многу за фотографиите. Нешто за крај, Трајче, што пропуштивме, мислам со тебе секогаш има многу разговор, ќе те видат гледачите и во едно снимено интервју кој што понатака ќе го видиме. Меѓутоа, кога ќе ти почне курсот, еве чисто само да најавиме. На 15 јули. Но како што напоменав, тоа е од лабав карактер, така да може да се пријавуваат во глобал официјално од тогаш ни започнува. И е флексибилно. Флексибилно е, да. Ништо, само ете, како дефиниција соколарство, можам да напоменам дека соколарство по дефиниција подразбира лов со издресирана птица грабливка во координација со пес, со куќа. Аха, и куќе ли мора да има? Интересно. Па, доколку имаме, например, сокол, да, мора да има куќе и мораме да имаме телеметрија. Тоа е како GPS што се става за да се следи птицата, заради тоа што птицата лета во облаци, не знаеме каде е. Мораме да ја следиме и сме со мамило, за да ја довикуваме. А не може да ти избега, така, мислам. Може секогаш птицата да ти избега и буфот, и јастrebот, и соколот, но тоа се повторно грешки на соколарот. Не е никогаш птицата крива зашто ти побегнала. Си отишол на летање, птицата се исплашила, нешто почнала да врне, не време или еве како дожд со луна, например, што ни го носи дождот. Или па, например, едноставно птицата била сита, најадена, сите знаеме дека со сита птица на лов или на летање не се оди. Мора да ни гладна, ни сита, има една тежина што е работна тежина, што ја викаме, што птицата работи. Секогаш, кај секоја птица тоа е различна тежина, така да мораме да ја најдеме тежината со која што можеме после тоа да ја летаме. Добро. Многу интересни информации, Трајче, цел ден може да дојдеш тука да зборуваме, ама тоа ќе биде во некоја следна емисија, ограничени сме со време. Ива, луѓето те следат на Инстаграм, како што спомнав, навистина имаш предобри рецепти, без шеќер, нели, и навистина сите оние кои што си пазат, кои што, нели, и ментално и физички, кои што спомнавме да те следат. Многу ти благодарам за се ова што го донесе, ти благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас премногу, преубаво си поминав, си знамоабетивме и фала на поканата. Ете, така, Луна, ти благодарам многу и на тебе што дојде, да не чекаш уште 3 години за нови песни, за нови албуми и сега си во некоја фаза на пишување, на креирање, максимално да се дадеш. Фала за поканата, супер спомена. И фала ти многу што дојдеш, што стана рано да не почестиш со твоето присуство. Фала на вас. Ете, така. Почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, во продолжение ќе го погледнеме и спотот на Луна.